Што се случува при онлайн купувањето? Колку тука сме безбедни? Какви ризици не демнат? Одговор на ова прашање барам од колешката Елизабета Митревска во последното линковско вклучување. Ризикуваат ли прилепчани и дали се злоупотребуваат нивните пари и податоци, Елизабета? Добро утро повторпат во утринската програма. Кристина му постави прашањето колку и како има можности да им бидат злоупотребени податоците на граѓаните, на прилепчани, кога купуваат онлайн. Тоа прашање јас ке го префрлам до нашата соговорничка Катерина Шукуловска, која е собственик на онлайн продавница, 5 години работи. Катерина, основното прашање е нормално. Прво што си го поставуваат и идните купувачи, дали се јавиле на вистинската веб страница, дали ќе ги стават на располагање своите податоци и пари на вистинското место за да купат она што барале. Во секој случај, каква е ситуацијата моментално на сајбер теренот? Здраво и од мене. Најпрво сакам да кажам дека ситуацијата моментално не би рекла дека е загрижувачка, но секако постои многу малку знаење од купувачите како можат тие да се заштитат при онлайн купување. Што треба тие да знаат? Тие треба да знаат на кои страници пристапуваат, какви треба да бидат тие страници, дека тие треба да си имаат собствени акаунти каде што можат да направат купување, мора да имаат некој контакт каде што може да се обратат секако доколку, например, производот не одговара или слично. Во секој случај, како да имаат доверба во веб страниците и кои се оние вистинските за да можат да купат, оти знаеме. Често се случува дека има поплаки, дека биле измамени. Што е вистинското? Така, значи, кога зборуваме за еден онлайн бизнис, потребно тој да има собствена веб страна. Најдобро е нели да завршува со МК, да видиме дека се работи за македонска веб страна, доколку купуваме нормално од македонски компании. Потоа тој онлайн бизнис мора да има собствени социјални мрежи каде што може лесно да се контактира, контакт за број, адреса секако, да видиме дека има и фирма каде што може да се обратиме доколку нели производот не ни се допаѓа или сакаме да го вратиме. Така, значи прво едно истражување мало да се направи идниот купувач, но што рековте не се доволно информирани? Во што не се доволно информирани? Па еве, ние наше искуство можам да кажам дека купувачите многу ретко прават собствени акаунти, каде што за еден купувач да се заштити, потребно е да има своја лична сметка на страната каде што нарачува. Односно, еве еден совет кон мене, кон потрошувачите е тоа да кога тие пристапуваат кон одредена веб страна, да направат собствен акаунт, значи да се логираат на веб страната за да можат да ги следат сите купувања што тие ги направиле и доколку нешто се случи, нели да можат да се навратат на купувањата со доказ. И нормално да користат платежни картички, да не биде плаќањето во кеш, затоа што кога користат платежна картичка, тие имаат и доказ од банката дека му биле префрлени пари на одредена фирма. Така, каква е нелојалната конкуренција? Голема, се разбира, секогаш ние имаме многу голема конкуренција, нелојалната е уште поголема, но тука можат и купувачите да влијаат со купување и пристапување на онлайн бизниси кои се релевантни и не се само од денеска за утре, да речем. Која е опасноста на која предупредуваат и асоциациите во земјава од купување преку социјални мрежи на непроверени места? Која е опасноста и во што ќе бидат злоупотребени купувачи? Така, најголема опасност и злоупотреба е да не го добијат она што го барале. Тогаш купувачите гледам дека сакаат да се заштитуваат со гледање на производот пред да пристапат да го купат, но тука, например, ние како онлайн страна имаме проблем со тоа што ако дозволиме да се отвори производот, може да го отвори секој и сепак да не го добијат онако како што треба да го добијат, например. Најдобро е да се заштитат со купување на релевантни веб страни, значи не да трчаат по нормално сите бараме ниски цени, но екстремно ниски цени, понуди кои не се така, кои се сомнителни, секако тука имаме злоупотреба.
и веб страни кои се, да речам, никнати денеска и одма веднаш даваат понуди кои се, нели, како што кажав, несумнителни. Ова тема е многу широка, но еве да заокружиме со еден заклучок или ваша препорака на што треба да внимаваат онлайн купувачите за да не бидат злоупотребени. Па, најпрво, како што кажавме, да си создадат собствен акаунт, да може да следат што нарачале, кога нештото е стигнато, да плаќаат со платежна картичка, затоа што секогаш имаат доказ за тоа, и да гледаат, да нарачуваат од веб страни каде што има можност да се контактира. Значи, не некои бизниси каде што се само каде што лебдат, да речам, туку да може реално да се контактира и да се види доколку има некој проблем. Ви се жалаат некои што некаде биле злоупотребени или имате сознанија? Па се случува да, например, мене ме злоупотребија таму и таму, дали вие сте релевантна продавница. Сега нормално ние можеме да му посочиме како тие можат да проверат дали ние сме релевантна или не сме, например. Се зголемува ли довербата? Да, секако. И ние, например, ги едуцираме нашите потрошувачи преку блог постови, различни постови на социјалните мрежи, значи се што можеме ние кампањски да направиме за еден потрошувач да знае како нас подобро да не одбери, дека ние можеме да му го пружуваме искуството како потрошувач на најдобар можен начин, како што заслужува нормално. Благодарам, Шукуловска. Ете, постојат совети како да се заштитат потрошувачите, идните потрошувачи и граѓаните, но во секој случај основно е тоа мало мини истражување пред да се нурнеме во сајбер просторот. Кристина? Благодариме, Елизабета, за разговорот и за информациите. Суштината на овие разговори по 9 часот беше да упатиме уште еднаш апел до нашите граѓани да бидат особено внимателни кога ги даваат и своите пари, но и своите податоци.